Добар ден, почитувани, ова е стартот на магазинот за родителство 0+ месеци на телевизија Телма, каде денеска ќе зборуваме за габични инфекции кај децата. Само мал дел од габичките во природата предизвикуваат заболување кај луѓето. Во детска возраст тие не се ретки како инфекција и најмногу на нив се изложени новороденчињата и децата со намален имунитет. На оваа тема денеска зборуваме со доцент доктор Андреј Петров, дерматовенеролог од Аџибадем Систина. Добре ни дојдовте повторно во студиото на Телма. Задоволство ми е секогаш. За да се развие габична инфекција, потребна е специфична подлога, односно средина која што е влажна и топла. Поради тоа, кај новороденчињата, кај бебињата, кај доенчињата, најчесто габични инфекции се развиваат во пределот на пеленската регија и во устната шуплина, обично како наслага на јазичето. Како се манифестира габичата инфекција на кожата под пелената на таа возраст? Да, тоа е, имате право, тоа е најчестиот проблем, веројатно со кој делот на габичните инфекции се соочуваат новородените, односно нивните родители кои треба со тоа да се справат. Најчесто се манифестира во вид на црвенило. Тоа црвенило понекогаш знае да е толку интензивно да предизвика чувство на печење, на дискомфорт кај бебето, значи да бебето е немирно. Сето тоа покажува дека нешто се случува и кога се отвори пелената се гледа дека настанува еден вид на иритација, црвенило, влажење во тој дел, печење може да има и тоа може да се симптоми кои не се директно поврзани со габичната инфекција, туку може да бидат еден вид на иритација од сите тие распадни продукти во пелените кои ја иритираат кожата. Меѓутоа, целата таа средина овозможува да одредени габи кои живеат во тие делови од телото кај луѓето да се трансформираат од сапрофитска во патогена форма и да направат одреден проблем, вака народски кажано. Најчест предизвикувач тука е кандидата, која во тој дел знае да направи една инфекција која потоа треба да се третира за да се спречи симптоматологијата. Симптоматологијата е многу јасна, бидејќи тоа е ограничено во пеленскиот дел само, веднаш асоцира на нешто што се случува поради пелената. Често пати луѓето мислат дека е резултат на недобри пелени и така натаму, тоа не е точно. Паменуваат пелени, па се обидуваат со едни и со други, не е точно тоа. Така завршуваат и со платнени понекогаш. Да, бараат некој чаре, народски кажам, бараат некој начин да го решат проблемот, меѓутоа не е тоа поради тоа, туку особено со растењето на бебето, како се зголемува волуменот на тие распадни продукти во пелената, иритацијата се зголемува и со тоа се овозможува и секундарна инфекција од овие габи, односно квасници кои се наоѓаат таму во тој дел. Може ли да се направи строга дистинкција помеѓу габична инфекција во пеленската регија и бактериска? И колку често овие две инфекции одат рака под рака? Па тоа е тешка дистинкција, особено во тој дел, заради тоа што прво кожата на луѓето не е стерилна. Ние сите имаме на кожата бактерии. Често пати кога ќе има таков дерматит во пеленскиот дел, кај што ќе изолираме кандида, ние понекогаш даваме и комбинирани препарати кои содржат и одредени антибиотици, затоа што секогаш таму ќе се најде и некоја друга бактерија која има. И јасна граница не може да се направи, она што асоцира на габична инфекција, особено на кандида, тоа се одреден вид на промени кои се шират и во околината на тоа црвенило што се јавува како сателитски се појавува во однос на пеленскиот дел и тогаш тоа ни покажува дека не е обична иритација, туку се случила и секундарна инфекција која најчесто во огромен број случаи е предизвикана од кандида. Има една многу едноставна метода со мало загребување на површината може да се утврди дали се работи за тоа, меѓутоа ние понекогаш и без да го тоа потврдиме емпириски даваме комбинирани препарати, даваме антисептици, меѓутоа и комбинирани препарати кои се против воспаление и против инфекцијата. Што се може да предизвика развој на габична инфекција кај новороденче во пеленската регија? Каква улога игра несозряниот имунолошки систем? Има многу значење заради тоа што се уште сите тие одбранбени механизми не се воспоставени од една страна, од друга страна кожата е поосетлива, почувствителна, особено кај деца што имаат атопија, значи малку посува кожа, тие бариери заштити на кожата се намалени и заради тоа многу полесен е продорот на овие инфективни агенси. Повторам, дел од нив не се патогени, меѓутоа самата средина, таа влага и тоа оштетување, мацерација што го прави
што го прават екскретите во пелената, знае да предизвика да се јават проблеми во тој дел. И многу е почувствителна од возрастните, значи од кај возрастните кожата на бебињата, имунитетот се уште не е доволно воспоставен за да може да се брани од таков тип на инфекции. Од друга страна, хроничната иритација и таа средина која е затворена во пелена, исто така погодува, бидејќи сите знаеме дека воздухот на некој начин има и своја функција во делот на преку кислородот во воздухот делува на некој начин на сушење на одредени промени, превентивно против развој на одредени инфекции, вака кога е затворен тој дел, спурен цело време прави проблем и може да се јава тогаш да се колонизира со кандида, со бактерии тој дел. А каква улога играат шампуните, разните купки за туширање, сапунчиња со кои што родителите го одмиваат газето на бебето? Дали тие може дополнително да иритираат кожата и да предизвикаат развој на кандида? Тие знаат да бидат голем проблем, затоа што сите ние за нашите деца сакаме се најдобро. Така и кога за бебињата, кога ќе се родат, родителите сакаат да им овозможат се најдобро. И често пати претеруваат во таа ригорозна хигиена која одржуваат во тој дел, со често повеќе кратно миење во текот на денот. Заради тоа, моја препорака е тоа да не се прави пречесто, нормално дека треба да се одржува хигиена, да не се користат силни детергентни средства. Најдобро е ако се користат за таа намена одредени маслени купки, значи или многу сензитивни средства за нега на бебето, меѓутоа исто така е добро да се употребуваат и превентивно и одредени кремови после бањањето, после капењето, да се нанесат, да речеме, одредени кремови кои се на база на цинк, на бакар, кои абсорбираат таа влага внатре во тој дел и овозможуваат кожата да биде посува и да не се овозможува со таа влажна средина развој на патогени, квасници, бактерии и така натаму. Споминавте дека овој проблем се лекува со средства против габички и против бактерии. Дали се тие секогаш неопходни, бидејќи родителите се плашат да дадат да го намачкаат бебето со такви креми поради големата апсорбција на бебешката коша? Да, и тоа е еден факт и нормално е дека секогаш треба многу повнимателно кога имаме едно бебе, значи мал човек пред нас кој не е исто како и на возрастен човек, не е кожата исто дебела, апсорбцијата е многу поголема, телесната тежина е многу помала, многу е почувствителна, меѓутоа тогаш кога е неопходно и кога е индицирано, тие треба да се дадат, бидејќи ако не се дадат, тогаш се едноставно се малтретира детето без причина, бидејќи има сега и генерално една воспоставена така наречена кортикофобија кај населението, заради тоа што сите сметаат дека тоа е нешто лошо и не треба да се даде. Меѓутоа во услови каде што бебето се нервира, го чеша, се мачи, иритирано е, инфекцијата се шири, слободно може да се дадат комбинирани препарати со кортизон и антимикотик, значи противгабечни средства, или кортизон, антимикотик и антибактериско средство. Значи постојат сите варијанти на комбинации помеѓу овие неколку, тоа треба да го процени нормално доктор и треба да се дадат слободно во краток период, 2 недели да речеме, не можат никаква штета да му направат на бебето, само може да има корист, меѓутоа и оваа хигиена која зборувавме исто така е многу важна за да тоа се воспостави како што треба. Во одредени случаи бара и друга терапија, ама тоа е работа која треба да ја процени доктор. Тоа само иницијативно орални препарати кои треба да се пијат кај толку мали деца не би советувал да се даваат. Овој дел од емисијата ќе биде контактен. Гледачите ќе добијат можност да се вклучат во програма на телефонскиот број на телевизија Телма 3076 677. Денешната тема се габични инфекции кај бебиња и кај деца, а гостин е доцент доктор Андре Петров, дерматоведеролог од Аџи Базден Систина. Кога ги споменавте габичните инфекции, најчеста е Кандида албиканс кај бебињата, таа може да се јави и во усната шуплина, на јазичето. Дали бебето чувствува никаква болка? Како се манифестира овој проблем? Тоа се вообичаено едни наслаги бели кои се забележуваат на јазикот и тоа е нешто што не прави одредена симптоматологија, освен ако не се до таа фаза дојдени да има одредени потешкоти во делот на цицањето и така на секојдневното функционирање, вообичаено е асимптоматски.
Меѓутоа може да се забележат, значи видливи се макроскопски, може да се видат, може да се забележат и во тие случаи треба и да се третираат. Има разни средства, раствори кои може да се користат исто така и во таа возраст, и тоа е нешто што може да се слободно даде тогаш кога треба, ако за тоа има индикација. Меѓутоа она што е уште поважно е да се побара причината зашто тоа се случува, зашто тоа не е вообичаена причина, понекогаш се случува, меѓутоа треба да исклучиме одредени други ситуации кои би довеле до таква работа се развие. Дали е тоа долготрајна антибиотска терапија, па таа направила можност да се развие кандида во предел на јазикот и на слузниците, дали е одредена друга имуно супресивна активност, одреден проблем овако кој го има, треба тоа да се прегледа, да се види од педијатар и да се заклучи дека се е во ред, дека тоа е само еден спорадичен наод кој се случува и тогаш може да се третира со одредени раствори кои се со антифунгална, од антимикотична природа. Така, дали во овој случај габичката потекнува од природната флора на слузокожата или пак може бебето и да се зарази, доколку да речеме ја е присутна на дојката на мајката? Се советува држување на хигиена на дојките на мајката заради тоа што тоа е непосреден контакт со кој го има бебето, можно е до тоа да дојде. Меѓутоа можно е понекогаш и таа ние нарекуваме сапрофитна флора под одредени услови за кои зборував пред малку да се трансформираат во патогени и да предизвикаат одредени проблеми кои се явуваат во дел на наслаги на слузницата и така натаму, меѓутоа не само на слузницата и на други делови од телото. Така да можна е и едната и другата ситуација. Она што би сакал да го истакнеме дека нема потреба од вознемиреност, треба спокојно да се приде кон тој проблем, да се отиде на педијатар, тој ќе процени што е, ако има потреба ќе се консултира и со дерматолог, со некој од колегите, и на тој начин проблемот може лесно да се реши. Чисто пати мајката која што го дои бебето, која што има наслага на јазичето, се соочува потоа со проблем, со пецкање, со некоја болка во брадавката, бидејќи доаѓа до инфекции на кожата на брадавката со кандида. На каков начин се лекува и кои се најчистите симптоми кои што може да ги забележи жената која што дои, а се поврзани со присуство на габичка? Да, па тука има две можности. Обично, значи, или ќе се јави иритација, хронична иритација на контактна екцемна реакција при самиот чин, заради таа долготрајна мацерација на брадавицата што се случува при цицењето, а може да се јави секундарна инфекција со кандида. Вообичаено е тоа едно црвенило, печење, чешање на местото кое се јавува, значи болка понекогаш, знаат да се јават и пукнатини, рагади, и сето тоа да биде проследено и со бактеријска инфекција, со колонизација со стрептококи, со стафилококи кои живеат на кожата. Јас си пред малку истакнам, и тоа е реалност. Ние возрастен човек има 2 килограми бактерии на својата кожа. И тоа вака личи чудно, ама тоа е вистина. Да, некои истражувања велат имаме повеќе бактерии отколку клетки во организмот. Има многу бактерии, тие имаат и своја корисна функција, не бранат од оние, да кажем, условно штетни бактерии кои предизвикуваат проблеми. Значи имаме една наша флора која е дел од нашата заштитна бариера, меѓутоа во одредени услови, значи тие можат да покажат одредени патогени карактеристики, особено таа влага, тоа што се случува таму и хронична иритација да предизвика проблем. Што се однесува до габичките кај децата на поголема возраст, на кои делови од телото тие се најчесто присутни? Во поголема возраст може да се јават кај на било кој дел од телото, може да се јават на кожата, тоа е така наречената ringworm се нарекува на англиски, или оние кругови како печати кои се јавуваат, прстенести по кожата со еден периферен рап и централно личи како да се чисти промената, меѓутоа можат и во главчето да се јават. Доста често кај деца се јавуваат во главчето такви инфекции и тие може да бидат дел од резултати од ширење на инфекцијата, речеме по градинки, места каде што се со други дечиња, од перниците и така натаму. И тогаш треба да се третираат, тогаш доаѓаат во предвид да се дадат и препарати за пиење преку уста, за да таа инфекција се среди, меѓутоа понекогаш може да бидат и како резултат на меѓусебен контакт. Каква улога има исхраната на децата во појавата на габичните инфекции? Дали преголемата конзумација на сладко, на благо, на шеќери може да придонесе, односно да го поттикне развојот на габичните инфекции? Вообичаено не. Значи не треба да се плашат родителите, деца треба нормално да напредуваат, да си јадат се она што е дозволено.
Има одредени состојби кои се карактеризираат со покачено ниво на шеќер во крвта, кои на вистина погодуваат особено на развој на кандида, меѓутоа тоа не е директно поврзано со начинот на исхраната и со тоа што го консумираат. Тоа се во таа возраст пред се нешто што се случува поради други причини, значи генетски, имунолошки причини кои знаат да предизвикаат една состојба на јувенилен дијабет кој може да предизвика таков тип на проблеми. Имаме гледач на линија, да го вклучиме и да го слушнеме неговото прашање. Добар ден. Добар ден. Повелете, во програма сте. Поздрав до вас во студијата. Благодарам. Би сакала да го прашам докторот две прашања. Повелете. Значи, сакам да прашам значи за хигиена на бебињата. Дали за советува, значи, со истата купка што се бања детето да се мие интимната регија, или сепак треба да употребуваме сапун или можеби некое друго средство? И уште едно прашање сакам, значи, бебчето ми е старо 2 месеци и приметувам, значи, на челцето од, значи, напоредно од страните се појавува црвенила и после известно време ќе го снима. После некое време повторно ќе се појави на различно место, значи црвенила на лицето се губат и се појавуваат. Што би можело да биде тоа? Така. Благодарам што се вклучивте во програма. Ви благодарам на прашањето. На првиот дел на првото прашање, односно мојот одговор е дека она што го советуваме е да се користат по-неутрални средства за нега на кожата, да се користат маслени купки, да не се суши премногу кожата, да бидат тоа специјално адаптирани колекции за бебиња. Независно дали се домашни, дали се странски производители, имаат специјални колекции за бебиња и тие треба да се користат, да немаат многу детергентни средства. Сапуни апсолутно не препорачувам да користат. Може слободно да се користи истата она купка за капење, исто и за нега на пеленскиот дел и така натаму. Тоа е она што треба да се прави што е можно поретко, нешто е можно почесто, бидејќи честото миење по неколку пати во текот на денот прави одредени проблеми. И тоа е нешто што треба да се избегне како ситуација која често пати се изложени голем дел од бебињата. И во однос на второто прашање би сакал да кажам дека не е ништо значајно, кожата е почувствителна, тој еритем, тоа црвенило на челото што се јавило па на некои други места не мора ништо да значи. Прво, бебешката кожа е многу осетлива и втора работа што треба да се знае дека во таква ситуација треба само да се продолжи со неутрални кремови за нега на кожата кои само ќе ја штитат кожата, без медикаменти, без други средства. Така. Што се однесува до денешната тема, значи зборуваме за габични инфекции кај децата, како влие хигиената? Дали претераната хигиена може да доведе до појава на габични инфекции или пак исто така од друга страна недоволната хигиена може да биде причинител? И едното и другото, значи и претераната хигиена која претерано ја суши кожата, која ја нарушува незината липидна бариера и ја прави кожата многу посува и поосетлива на дејство на овие микроорганизми, од една страна може да доведе до развој на габична инфекција, од друга страна и нехигиената, значи со создавање на таа влага таму, со оштетувањето на кожата која предизвикува, исто така може да предизвика појава на одредена габична инфекција. Во детска возраст, кога зборуваме за габична инфекција на кожата, кои типови на габички се најчести причинители на овие инфекции? Па најчести се квасниците, кандидата е најчеста во пеленскиот дел. Тоа е нешто што се случува често, меѓутоа не можеме да ги исклучуваме и така наречените дерматофити. Особено тоа е често во инфекциите на косматиот дел, на косата, кој може да доведе и до опаѓање на косата, до губиток на коса во тој дел. И исто така и до појава на продор на инфекцијата во длабочина и појавување дури на одредени абсцеси кои се воат таму. И тоа е нешто што треба да се во тој случај енергично третира со комбинација на средства против габички, меѓутоа и средства против бактерии, затоа што секогаш секундарно таму се јавува и гнојна инфекција. Споменавте во делот на косата дека се јавуваат габични инфекции, како се манифестираат на самиот почеток? Дали отпаѓа косата на тоа место или пак се јавува најнапред некој перутање? Како изгледа? Многу добро прашање, тоа зависи од предизвикувачот. Ако предизвикувачот е некој, ние го нарекуваме антропофилен специес или вид кој го има и кај луѓето, тогаш ќе има минимално воспаление и ќе има само перутање
на површината на главата и почеток на губиток на влакна постепено, така како од молци изедена да кажам косата. Меѓутоа, доколку е некој зоофилен специјес, некој вид кој е типичен за животни, за кучињата и мачињата, ние пошто имаме миленичиња, па ги постојано сме во контакт, особено децата си играат со животни. Тогаш може да бидат пренесени на нив и тогаш може да настане една гнојна, пурулентна инфекција, еден абсцес. Значи, како во некој случај големина и на орев, и на домат дури, и тогаш треба и да се преземат мерки, да се даде терапија, дури да се направи понекогаш и хируршка обработка на тој абсцес за да се издренира, така да зависи кој е предизвикувачот. Може да има минимално воспаление и само перутање, што го рековте вие, губиток на коса, меѓутоа може да има и нешто што се нарекува силна воспалителна реакција. Доколку дојде до длабинско воспалување, до длабинска инфекција на кожата, на пределот каде што имаме коса, дали во тој случај на тоа место некогаш повторно ќе порасне коса или постои ризик детето за секогаш да остане со еден дел од косата на главата на кој што нема да има влакна? Ако е површна инфекција, ќе има сигурно влакна. Ако е длабока инфекција, ако се оштетат поголем дел од фоликулите заради длабочината на гнојниот процес, сигурно дека таму нема да пораснат влакна. Меѓутоа вообичаено, бидејќи тоа ќе се повлече, ќе се стисне, нема да се оштети целиот дел и тој дел ќе биде покриен со коса понатаму. Тоа е нешто што нема да се гледа, нема да биде видливо. Иако кај што било најдлабоко воспалението, таму влакната ќе бидат оштетени. Меѓутоа да не се секираат оние кои евентуално поминале низ таква епизода, тоа е нешто што не остава трајни последици во делот на губиток на коса во облик на оние кругови кои некои луѓе се гледаат. Алопеција, да, кој е од сосема различна природа. Што се однесува до инфекциите кои што се предизвикани на кожата, децата си играат многу често со животни. Ringworm се релативно често присутни кај децата. Тешко ли се лекува овој проблем? Се случува ли да се повторува и лекувањето да трае долго и долго и долго? Се случува и тоа е нешто што е многу вообичаено во сите развиени, да кажам, земји, не е нешто што е, не знам, поврзано со нехигиена или не знам. Често пати доаѓаат луѓе и ми кажуваат пациенти, докторе, ама нашето куче или нашето маче е проверено од ветеринар, супер и сите тие работи. Тоа не негираме ние дека е така. Меѓутоа, човечката кожа и она на домашното милениче е различна и треба да се има предвид дека такво нешто може да се случи. Се третираат едноставно. Ако е само една промена, еден печат, еден круг, советувам да се третира само со крем, само со локална терапија, 1 до 2. Ако видат дека се шири, може да се зема таблетарен облик кај возрастните, а кај децата има специјални препарати кои се со многу помали дози од тој таблетарен облик и тие може да се издробат, да им се направат да ги испијат и вообичаената терапија трае некаде 3 до 4 недели. Под 2 недели нема никаков ефект, така да вообичаено некаде околу 3 недели се даваат тие лекови за да се среди состојбата. Така потребна е истреност и доследност во лекувањето за овој проблем да се реши. Да се реши и тогаш им советувам на сите тие пациенти да појдете до вашиот ветеринар, нека ви даде одредени средства за миленичето да го избањате. Во никој случај нема да го отстраниме сега миленичето, затоа што сме добиле одреден печат или круг на кожата, тоа се случува. Доктор Петров, ви благодарам што бевте наш денешен гостин. Една интересна тема која што досега не сме обработила. Предпоставам дека беше можна интересна и за гледачите. Ви благодарам и вам за поканата и секогаш ми е задоволство да бидам со вас. Се гледаме во некоја друга пригода, а ние тука го заокружуваме денешното издание на магазинот за родителство 0N+. Како што ви е веќе познато, се гледаме секој работен ден во рамки на утринската на Телма. До гледање.